сега е време за гости. Нашата Слободанка веќе ја пречека првата гостинка, која што верувам дека ќе им биде од огромна помош и поддршка на многу луѓе кои што поминуваат низ еден непријатен период во својот живот, како што е тоа разводот, иако никој не го посакува во животот, но за жал и тоа понекогаш се случува. Наша денешна гостинка Розета Паскали, психотерапевт, ви посакувам добре дојде Розета. Добро утро и за нашата Слободанка. Добро утро, Сузе. Добро утро. Да, за разводот се вели дека единственото решение, добар развод е единственото решение за лош брак, иако секогаш е подобро да се обидеме да не дојде до развод, но верувам дека вие вашата психолошка поддршка несебично ја нудите, доколку од вас ја бараат двајцата сопружници, така нели? А може би едниот потајно да оди да се посоветува. Најдобро би било да го побараат советот пред да дојдат до големите причини за разидување, но како и да е многу повеќе во разговорот. Да, ќе разговараме токму о таа тема. Добро утро, Сузе, до тебе и добро утро се разбира до сите наши гледачи. Драго ми е што еве ова утро ќе зборуваме токму за една тема, затоа што знаете како се во почесто време слушаме, па дури од наши најблиски, во кругот на нашето семејство, пријатели и слично, дека во последно време, за жал, се почесто се случуваат разводите. Дали во ова помодерно и поново време, каде што срамот веќе отсуствува од се и не, без оние морални вредности кои што за жал ги нема се повеќе, мораме да бидеме искрени и да го признаеме тоа дека живееме во едно такво време. Меѓутоа се разбира дека разводот е навистина многу тежок, поготово кога се има нели дечиња. Но ќе поразговараме прво кои се најчестите причини и од мене. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Па вака, разводот за жал се повеќе, се почеста појава и се почесто се случува и се поголеми бројки има во Центарот за социјални работи. За жал, родителите, односно брачните партнери, некако не успеваат да ја зачуваат брачната заедница во ова модерно и брзо време. Целото тоа темпо и тој брз начин на живење и наметнување на нови вредности со оно што го кажав и на почетокот. Така, да. Знаете како кога е во прашање разводот порано, кога биле во брачна заедница, сигурно ќе се согласите со мене, за да направиме така една споредба во минатото и сега. За сега кога се разведуваат во брачна заедница, за причините, порано на памет не би им паднало да дојде до развод поради такво нешто. Сигурно се согласувате, па ќе разговараме еве малку и за причините, се разбира. Па, кои се најчестите причини? Може би порано постоела известна стигма во однос на темата развод и некако влијаеле и средината околу и нели родителите претходно. Па дури и срамот од соседите и така натаму. На тоа дека е важно да се зачува бракот, па дури и по секоја цена, дури и доколку има навистина ситуации кои нели не се подносливи за брачните партнери, без разлика кој нели која е причината за тоа, но еве некако ова ново време наметнува, кажав, нови вредности и нов начин на гледање на животот, како тоа треба да го живееме. Нели, сега имаме ново нормално како треба да живееме. Порано имало друго нормално, сега имаме ново нормално, каде што едноставно доколку не функционира брачната заедница, многу полесно брачните партнери или еден од нив нели решава едноставно проблемот да го реши на тој начин. Иако јас, бидејќи работев долго време во Центарот за социјални работи и кога доаѓа кај мене странките, ги советував дека со тоа што само ќе се разведат нема да го решат проблемот. Напротив, тоа е само добивање на еден лист хартија од судот дека нели од утре сте вие разведени, но тоа не значи дека проблемите се решиле. И тоа како треба да се седне и да се разговара и да се надминат проблемите на начин како што јас нели ги советувам. Да се разговара и да се договара, особено кога има деца во семејството, особено кога станува збор за повеќе детно семејство, каде што децата и тоа како стресно го доживуваат тоа.
мислам и самите брачни партнери, ако гледаме така, нели, разводот е на скалата по интензитет на стрес, на второ место, на прво место е загуба на брачен партнер, а на второ место по интензитет на стрес е разводот. Тоа значи дека и двајцата партнери и тоа како поминуваат низ стресен период за кој им е потребно помош и поддршка и добро е да, нели, како што кажа и вашата колешка, добро е пред да дојде до таа ситуација, да дојдат на советување, да се обидеме, да ги надминеме проблемите заедно, за да видиме како не доаѓа до тие проблеми, или доколку навистина е донесена одлука и навистина постојат причини кои не се надминливи, тогаш да се договориме како понатаму да функционираат тие, да продолжат како родители, да останат функционални. Да не биде разводот причина за проблеми во родителската релација, што многу често се случува за жал, и децата во такви ситуации дури на некој начин се искористени од страна на некои родители за да, нели, од личното незадоволство кон партнерот, за да, нели, направиме тој да се чувствува лошо, па ја затоа сега со децата ќе манипулирам на некој начин. Тие родители, вака да бидам искрена, никогаш не сум можела да ги разберам зошто тоа го прават преку своите дечиња, каде што детето е најсветото нешто на земјава планета и најмилото нешто што треба да го чуваме како вода на дланка, што се вели, затоа што тие се оние најчувствителните во тие години кои што доживуваат се и се што, и како велиме се како сунџер, се впиваат од што слушаат и тоа се одразува, вие како психотерапевт сигурно тоа многу добро го знаете и познавате, се одразува и во можеби повозрастните години, ако не во моментот дојде до таква состојба. Меѓутоа, како и да е, тоа е многу еден тежок процес за детето да доживее развод, поготово вака да се злоупотребува. Ова ќе биде апел да не го прават родителите тоа на своите дечиња. Вие сигурно знаете од многу такви случувања. Кои се последиците? Последиците се големи најчесто. Разводот е тежок и за родителите и за децата, но колку што можат родителите е добро да го олеснат тој процес на прифаќање на новата состојба, нели, децата постепено, а и родителите да ја прифатат таа состојба на разделба. Во тоа помага, значи, доколку не постои она лошо чувство кај детето или пак постојано да биде ставено во улога на пренесувач на пораки. Ако тоа, нели, често се случувало, јас од искуство зборувам да родителите затоа што се налутиле од своји причини не разговараат и испраќаат пораки, кажи му на татко ти вака, кажи на мајка ти вака, што навистина детето наместо да го живее својот живот, своето детство да го изживува во тој период, тоа е ставено во улога на возрасен, нели, кој треба да ја пренесе таа порака или да размисли дали е добро да ја пренесе, како ќе реагира мама ако јас си кажам, нели, тоа не е неговата улога. Детето не треба да биде ставано во таква улога. Треба да се биде во својата детска фантазија, треба да се остави да си ужива во детството. Да го изживува оној период во кој е. Често слушам дека ако е помало детето, полесно ќе го прифати тоа, што не е така воопшто. Напротив, многу поранливи се помалите деца и многу повеќе им значи кога ја имаат поддршката од двајцата родители кога се заедно. Но доколку и ако решат, нели, да се разделат, особено е важно родителите да внимаваат да детето не чувствува дека треба постојано да внимава дали ако сакам да се јавам кај тато, ќе се налути мама. Како таа реагира? Нели, дали е тоа нешто забрането, бидејќи се наоѓа во една навистина многу сложена, да кажеме, ситуација, значи постојано како да треба да премерува колку е добро или лошо ако јас разговарам со мама или ако разговарам со тато, што да кажам на едниот, што да кажам на другиот, дали ќе се налути едниот или другиот.
доколку родителите внимаваат да детето не се стави во таква позиција, значи да се чувствува слободно кога сака да разговара со другиот родител со кој не живее. Без разлика ако е процес и да има нели таков развод. Спонтан разговор, договор, нели да има она слобода да доколку сака да помине време со другиот родител со кој не живее, да биде тоа слободно, да не биде она постојано со инхибиции. И многу е важно, нели, тука да детето види дека иако родителите се разделиле, тие продолжиле да комуницираат и се договараат заедно во врска со тоа што ќе се случува со детето понатаму. Да не тоа би било најдоброто решение при кога ќе дојде до развод. Особено е важно да детето види дека родителите продолжиле да комуницираат, да се договараат и дека тие одлучуваат за тоа што ќе се случува со него. Нема тоа да одлучува што ќе се случува со него. Да се чувствува заштитен и од едната и од другата страна. Родителите се тие нели кои имаат одговорноста за детето и треба да ја задржат таа одговорност, да не се случува како во многу ситуации каде што имало навистина таква лоша ситуација каде што детето одлучува дали сака да живее кај таткото, дали сака кај мајката и нели повторно тој круг на манипулација се случува. Детето не е тоа кое треба да одлучи. Родителите треба да се договорат што е најдобро за детето. Така, да не се прашува може детето. Да разговараат со детето, може нели да се земе во предвид условите, емоционалната поврзаност на детето со еден од родителите, доколку има поголема емоционална поврзаност, доколку нели има фактори кои влијаат на тоа што укажува дека е подобро детето да остане кај едниот родител отколку кај другиот. Тоа се зема во предвид при разводот и нели центарот кога дава мислење до судот во однос на доверувањето на детето го зема тоа во предвид, но не треба да се става детето во позиција тоа да каже со кого сакаш ти да живееш, нели? Да, така. Тоа е навистина многу жалам лошо. Што ни истекува времето, па би сакала да го искористиме еве овие минутки кои што ни преостанаа. Многу убаво објаснивте и сигурно јас би сакала да допре до сите оние кои што во моментот се соочуваат со, за жал, развод. Кажавме кои се најчестите причини во ова модерно време во кое што живееме, се ни е достапно, сакаме можеби нешто ново да пробаме, па правиме грешки и така натака. Секој, нели, кога бракот се склучува, тоа е од љубов, меѓутоа што понатаму зависи од самите нас и од нашата свест која што си ја носиме. Меѓутоа, еве за крај, која вашиот совет кој би бил, како што кажа и Сузе на самиот почеток, доколку почувствува дека нешто почнува да се случува, а не е во ред, каде може да побараат помош? Еве, вие толку многу во зборувате, па јас би ги упатила кај вас и како може да дојдат до вас? Па јас веќе повеќе од една година ја оставив работата во Центарот за социјални работи. Каде што сигурно сте виделе многу животни приказни, големо искуство. Таму работев 14 години и преминав во приватна пракса и сега работам гешталт психотерапија, гешталт советување. Работам, значи, индивидуални сеанси со брачни партнери, па и со цели семејства, бидејќи дополнително сум едуцирана за семен советник. Доколку често се случува од мојата пракса да кога има проблем со детето, тогаш да одлучат родителите да дојдат, а потоа да се види дека всушност во партнерската релација нешто не функционира. И тоа е во ред, нели, и тоа е начин, важно е да побараат помош и да се обратат, значи мојата канцеларија се наоѓа во близина на училиштето Песталоци. Името е УВИД, Центар за едукација и личен развој.
доколку сакат може да се обратат и да видиме како можеме заеднички да ги надминеме проблемите. Ке зборуваме ние и на други теми. Се надевам дека повторно ке сакате да ни видите гостин во утринската програма. Ке се договориме за која тема, затоа што во ова време во кое што живееме, на сите подеднакво ни е потребен психотерапевт, без разлика, не мора да е за развод, може би да е стрес што сме го доживеале, трауми во животот, било што и да се работи, едноставно добро е да се разговара со психолог, со психотерапевт, кој навистина може многу да ни помогне. Се согласуваш ли, Сузе? Потребен е најмногу за да не дојде до развод. Кога ќе дојде, веќе после само ќе ги последиците. Но и ако дојде до развод, убаво зборуваше, нека дојде онака одлично. како што навистина е потребно за доброто на детето. Одлична поддршка, да.